Председателот на владата Христијан Мицкоски заедно со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски денеска присуствуваа на пуштање во употреба на целосно реконструираното одделение за управни работи Скопје во зградата на МРТВ. Завршена е првата фаза од проектот, реконструкцијата на најголемиот дел од приземјето од 1300 метри квадратни. По настанот, премиерот и министерот одговараа и на други новинарски прашања на актуелни теми. Тамо е колешката Далиборка Демјанска. Далиборка повели со деталите. Да, Александар, овде е целосно реновирано одделението за управни работи, почнувајќи од надворешниот дел, преку шалтерите, кабините, чекалниците, се е климатизирано. Како што кажа, веќе ти се работи за простор од 1300 метри квадратни. Министерот Тошковски најави дека наскоро ќе се реновираат уште над 1000 метри квадратни, со што ќе се заокружи целиот овој процес. Најави и дека веќе се враќа старата пракса на вадење на патни исправи, документи и во општините. Исто така и дека ќе се стават во функција уште 6 вакви објекти во 6 општини со цел да се намалат гужвите што вообичаено ги има во летниот период. Исто така во најава е и потенцијалното печатење на патните исправи и документите во Македонија, но и за странски држави. Предлагам да ја чуеме изјавата на министерот Тошковски. Ова е еден од оние објекти кои што ги ставаме во функција, во интерес на сите граѓани, како оние кои што живеат во Македонија, така и тие кои што се надвор од Македонија. Она кое што го кажав како бројка повеќе од 200.000 граѓани дека ќе може во рамки на своите општини да си ги извадат сите потребни документи како лична карта, пасош и возачка дозвола. Еден од најголемиот број на жители се опфатени во рамки на оваа бројка, особено луѓето кои што се надвор од Македонија. Така да, например, да речеме печалбари од Липковскиот крај нема да има потреба повеќе да одат во општина Куманово и да ги вадат личните документи, туку во рамки на општина Липково, во рамки на полициската станица која што имаме во општина Липково, ќе може да си пристапат граѓаните. Премиерот овде одговараше на повеќе прашања од новинарите. Едно од првите беше за барањето за негова оставка и оставки од другите функционери за трагедијата во Кочани. Кажа дека владата се обидува да се издействува, да има одговорност и правда и дека повтори дека се подготвува голем проект во Кочани во соработка со Европската Унија, но и дека мисли дека одредени политичари ја злоупотребуваат трагедијата. Да ја чуеме и неговата изјава. И секој некој што е одговорен согласно јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи ќе постапи така. Така што да ги оставиме да ја водат истрагата. Сега жалам што одредени некрофили во политичките партии се обидуваат преку овој случај да добијат некои политички поени. Мислам дека тоа им се враќа како бумеранг во глава и дека тоа не им е успешна мисија, но во ред тие избрале таков начин да функционираат и нека функционираат. Јас никогаш нема да го политизирам овој случај и како влада ќе сториме се што е во наша моќ тоа да го направиме и работам на еден таков проект заедно со Канцеларијата на Европската Унија. Едно од прашањата беше и за бегалецот Артан Груби, кој деновиве по подолго време се огласи на Фејсбук. Премиерот кажа дека до сега ниту една држава официјално нема потврдено дека тој се наоѓа кај нив. Во однос на реформската агенда кажа дека дел од законите и денеска ќе се најдат на влада и се надева дека ќе се стигне со планираното. За нападите на известувач од Вајц од страна на Бугарија кажа дека ги осуди и кажа дека и понатаму ќе се трудат на секој можен начин да извештајот за Македонија да биде изгласан. Ги најави неколку проекти во однос на здравството, но за сето ова ќе известуваме подетално во следните вести.